Добар ден на сите, фала ви за поддршката. Втор протест, канцерогено општество, заедно со сите екологисти кои што ни се приклучија. Се надеваме на уште поголема бројка и се надеваме дека нема да престанеме тука, дека ќе имаме и други активности. За пофалба е вчерашната блокада, која што иницијативата за чист воздух ја организираше пред Дрисла, како некоја најава на и давање рок од 15 дена кој што они го поставија, доколку не ќе идеме со блокади, даваме целосна поддршка на таа иницијатива. Гледаме дека властите не се баш многу заинтересирани што ние тука протестираме и што поставуваме барања. Еве уште еднашка да потенцираме доколку не свикаат итна седница на влада, доколку не ги искористат сите расположливи средства за справување со овој проблем, доколку не сватат сериозно, ќе мораме да ги радикализираме протестите со блокажи. Тоа ќе се договориме накнадно, но поддржуваме иницијативата во рок од 15 дена, додека не мрдне состојбата од мртва точка, да дадеме целосна поддршка и да блокираме, дали ќе биде тоа општина град Скопје, дали ќе бидат клучките во градот Скопје, клучните места. Нешто ќе се смисли, но ќе мора да се десува на поинаков начин, за да не сватат малце посериозно. Ја вчера дадов изјава на пресконференцијата дека бараме отчет од министерот за екологија и заменикот министер за екологија секој дневно да даваат отчет што тие сработиле, додека ние и нашите деца се трујат по болници, да дадат отчет како тие заработуваат својата плата и што во текот на денот сработиле за почист воздух. Така да се надеваме дека ќе продолжи, дека ќе имаме повеќе луѓе на редниот протест, дека ќе се организираме уште подобро и дека ќе им дадеме до знаење дека нема да остане на протести пред собрание, на 2 сати разменување на идеи, него тие идеи ќе ги практизираме во понатамошниот тек. Зависи од нив како ќе се однесуваат и колку сериозно ќе ја сватат ситуацијата. Ви благодариме. Протестот ќе трае до 3 часот. Ќе идеме пред собранието, ќе блокираме тамо улицата пред собранието. Ќе имаат можност сите да дадат изјави кои што ќе сакаат да дадат изјава. Мислиш влада? Не, пред влада не одиме денеска пред влада, бидејќи минатиот протест видовме дека во патот во влада изгубивме пола од луѓето. Се надеваме дека вака ќе не слушат подолго и ќе дојдат, ќе се собереме сите на ова место и ќе има повеќе народ и ќе смислиме тука како ќе действуваме нареден пат, дали ќе биде тоа протест пред собрание или ќе биде некоја блокажа дали ќе биде пред некоја институција, дали ќе биде пред Министерство за екологија, дали ќе биде пред град Скопје. Ќе смислиме денеска и ќе делуваме понатаму. Се надевавме на повеќе народ, луѓето се малце заспани, мора тоа да приметиме, но ќе видиме колку сме кога ќе се пребациме на другата страна од собранието. Ви благодарам. Браво! Браво! Може? Барањата ќе се каже канцерогено општество. Ќе дадат изјава и господин Драги. Како директор, директор најзасегнати во однос на здравјето на детето. Забележуваме во континуитет дека донесувачите на одлуки, пратениците кои се позади нас, власта, јавните предпријатија и сите кои имаат моќни политички функции не се заинтересирани да го решат проблемот со загадувањето на воздухот. Кај се зелените? И последиците што децата ги трпат од загадениот воздух. Како детска амбасада Мегеше ќе ги поддржуваме сите граѓански иницијативи, како што е канцерогено општество, движење за чист воздух, одва иницијатива, Битола блокира и било кој да вистина ќе сака да направи притисок и промена. Доколку не се случи притисок и промена, проверете, болниците се полни со деца, секој второ дете страда од респираторни проблеми, едноставно живееме во општество кое ни е екоцидно и гуши граѓаните и животот на децата едноставно безперспективно. А ако вака продолжи,
нема да има луѓе и деца кои ќе излезат да протестираат. Ги охрабруваме и средошколците што ќе излезат на протест и им се восхитуваме за нивната храброст. Се надеваме дека бројот кој тука не е голем, не значи дека немаме поддршка за промена, за подобар и почист воздух. Само уште кратко нешто заборавив да напоменам дека другари од Прилеп почнуваат, се организираат исто под мотото канцерогено општество да почнат со блокади и во Прилеп и да прават протести во Прилеп и голема поддршка до протестот најавен позади кој што не стоиме, но даваме максимална поддршка на средношколците кој што ќе се одржи на 5 во вторник. Тие прават протест пред секое средно школо, ќе протестираат за здрава и чиста еколошка средина. Така да максимална поддршка до нив и само нека продолжат напред. Секој кој што може да придонеси, нека продолжи напред на начинот на кој што може да придонеси. Благодарам. Дај Борис. Дај го молам. Добар ден на сите. Јас сум Јорго Огненовски. Се појавам во улога на граѓани на Република Македонија, кој што ме воли и сакам нешто добро да се направи за нас сите. Сите знаеме дека воздухот не труе секојдневно, не од сега, веќе многу години. Луѓе се разболуваат секој ден и умираат, но за жал претходните и сегашната влада не води грижа за воздуха. Јас не знам и тие дишат ист воздух како и ние, па не знам зошто и не се грижат, но тоа е друга приказна. Инаку сакам да кажем кратко, покрај што имам ова ситуација каде што никој не ја решава, треба драстични мерки да се преземат, да се намали загадувањето. Дели незагаден воздух, кислород дели си легол. Без пари кислород си легол да дели. Го прекинува Железара човекот, ги дојди зимат ти парите да ни си легол без пари извинам. кислород да дели. Се извинувам. Мојата цел е да кажам дека ние знаеме кои се најголемите загадувачи, се разбира имаме разни врсти на загадувачи. Тоа треба да се спречи подхитно, но по моје мислење директно најголеми загадувачи во Република Македонија се луѓето што се на власт, затоа што индиректно ништо не преземаат. Бидејќи ако некој не избери да бидеме ние политичари и државници, треба да го решаваме проблемот. Ова е проблем за сите, не ова политички проблем. Ова е проблем на народно граѓаните. Знаете дека самите што ни се случува, имаат луѓе секојдневно завршуваат по болници по цела Македонија. Не е само Скопје загаден, Битола, Тетово, Прилеп и други градови и села. Овој проблем може да се реши само ако се има политичка волја, како што кажа претходниот говорник. Ако немаат политичка волја, па тогаш нека си одат дома, има некои други што се способни да дојдат да го решат овој проблем. И на краја на криштата огромна сума на пари се троши во здравството, наместо да се спречи нешто кај нас го лечиме. Конкретниот случај, ако спречиме загадувањето, нема милиони евра да се трошат секој ден. Тоа сакам да кажам, благодарам и имајте убав ден и веруваме дека ќе успееме во ова. Луѓе, сите на другата страна на улица пред собранието. Ме молам. За кршење. Моним, колика е голф никој работа дена. Себе остави трага. Кој ќе тужи? По кој основ?
Kako će im to kaži? Pedijatar ti mi dade, šta će Demek za site. Kaj si, sam da te prašam. Thank you.